Денеска можевме да видиме дека беа изречени релативно високи казни за сите обвинети. Од една страна е тоа казна и за, земејќи го предвид делото за кое што и беа осудени, е казна, опомена и апел и за сите институции надлежни во државата, кои што на некој начин дозволија да се случи се тоа. Ако се земе во предвид дека дел од луѓето кои што заминале во Сирија не се вратиле, овие луѓе кои што денес беа осудени можат да се сметаат и за среќни од причина што живи се вратиле. Така да во поглед на казната секако ќе има жалба, значи висока е, затоа што најпрвин овие луѓе сите седеле и престојувале во воен затвор во Сирија, некој седел 9 месеци, некој цели 2 години, биле ранети со тешки рани, значи дел од нив се инвалиди, можевте и да видите, така да веќе се и казнети. Во тој дел овие изречени казни се многу високи. Судот на 7 обвинети им изрече казна затвор во трајање од по 6 години и на еден обвинет казна затвор за од 9 години, бидејќи тој бил и организатор на одење на припадници на тие паравојни сили во Сирија, така да одговараше тој за 2 кривични дела, па доби 9 години. Сигурно, како одбрана, ние во целина не сме задоволени од казната, бидејќи не е негде на законскиот минимум, што очекувавме, затоа што сите обвинети, сите 7 обвинети го признаа кривичното дело за кое се товарат, се каја за истото и ветија пред судот дека воопшто нема повторно да се повтори таква работа. Една друга состојба која сметав дека судот ќе земе во предвид, а која се провеува во документацијата доставена од американската амбасада, која се и основни докази за начинот на кој се отидени обвинетите, како учествувале во војната во Сирија, на која страна и така натака. Меѓутоа, по одреден период сите обвинети биле уапсени од страна на сириските сили и ставени во воен затвор, зашто документација и докази нити обвинителот предложени или согласно сите до сега изведени докази, нити пак до сега имаме добиено таков документ за да не служи доказ, како доказ во постапкава. Што би значило и олеснување за обвинетите да согласно меѓународните стандарди, тој воен притвор што го држале во Сирија, нели во сирискава држава, значи дека согласно меѓународните стандарди треба да им се прифати, односно да им се засмета во казната затвор, како мерка што ја држале таму. Таква состојба до сега немаме. Се надевам дека со помош на обвинителството се разбира и другите фактори, Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, такви докази ќе обезбедиме и тоа време поминато во воен затвор во Сирија да им се засмета во затворската казна што им изречена тука. Велите висока казна, а минимумот е 5 години, добија 6 години. Колку очекувавте? Па видите, очекувавме да се примени институтот облажување на казна, бидејќи обвинетите навистина се кајат и го признаа делото во целина како што беше поставено. Делот на казната, бидејќи е призната вината, ќе го обжалиме до апелација. Мислам дека таму ќе најдеме на разбирање и во рамките на законскиот минимум би барале да се ублажи оваа казна, што денеска беше изречена од страна на Основниот судски апелски.